Здраво, драги гледачи, добродојавте во предпоследната епизода на Return Time. Овој пат се надевам дека е стварно предпоследна. После повеќе од 80 епизоди решивме да отидеме на мал одмор. Да, последната епизода искача наредниот понеделник. И таму јас одговарам на прашањата кои што редакцијата на Трн и еден наш многу познат актер ги пишуваат и ми ги поставуваат. Ќе биде доста интересно. Но да се вратиме на денешната епизода. Наш денешен гостин е македонската алпинистка Илина Арсова. Таа е единствената жена во Македонија која што ги има искачано врвовите на 7 континенти. Илина е светска патничка, жесток поборник за заштита на недопрената природа. Таа ќе одговори на нашите брзи прашања и ќе каже кој треба да чисти после нас. Дами и господа, Илина Арсова. Како се викаш? Илина. Сигурна си? Да. Дали по карпи се пикаш? Да. Сигурна си? 100%. Омилен професор. Овој сега Ларс Виклес. Доколку Охрид би носел наслов на книга, која книга би било тоа? Охрид, убав мил. Тоа песната не беше. Песна беше. И книга. Добро, може. Охрид или Скопје? Двете. Лагадин или Матка? Тешко. Двете. Омилен врв во Македонија? Титулар. Омилен врв во светот? Најтешкото. Ајде, Еверест. Алпинизам или планинарење? Алпинизам. Сликање или планинарење? Тешки прашања. Двете. Туризам или ренесанса? Туризам. Омилена книга? Луктена на Вик. Унеско или Марина за јахти? Мес. Охридско, Макало или Шопска? Шапска. Кој треба да чисти позади нас на планините и по парковите? Тамите. Дали си помина добро во овие 90 секунди? Најдобро. Благодарам, Илина. Или на Return Time се гледаме наредна епизода. Чао.